Кому му пречи Света Лидија Македонка? Исчезна информативната табла и на Агенцијата за електронски комуникации, која го носи името на првата жена во Европа, која го примила христијанството. Во последниве неколку недели отстранети се и речиси сите табли од спомениците на мостот на цивилизациите, а се уште го нема ниту штитот на Александар I Филхелен. Македонската историја се краде и исчезнува пред нашите очи, и буквално и фигуративно, а надлежните не преземаат никакви мерки. Туристите наместо историја имаат нова понуда на кеот на Вардар. Нема да дознаат за историјата и културата во Македонија, но може да си купат марихуана. Наместо информативна табла има оглас за продажба на дрога. Кеот е покриен со безбедносни камери, онолку колку што има и статуи. Министерството за надворешни работи, Јавно обвинителство на Македонија, Агенција за електронски комуникации, Археолошкиот музеј на Македонија, сите овие институции овде на кеот се обезбедени со безбедносни камери. Доколку се проверат, може да се утврди што се случува со исчезнувањето на надписните табли и оштетувањето на статуите на двата моста. Но нема кој да ги провери. Дури вработените од институциите зад камери кажуваат дека дел од камерите воопшто не ни работат. Срамот е голем, коментираат туристи од Холандија. There's a lot of statues and we don't know who they are. So it's a shame. What do you think about that? It's a shame, yes. But because it's nice to read and walk by and know the people. And I think they have something to do with Skopje. Забележав дека се извадени беа надписните табли, но не знам каде се. Сима надлежни, треба да се поведе сметка. Мислам дека би требало да има и камери. Мислам дека нешто би требало да се превземе. Мајката на градот минатата недела топката ја префрли кај Министерството за внатрешни. Вели тие треба да се справат со хулиганството, а град Скопје редовно ги оддржувал статуите. За одржувањето нормално се преземаат редовни активности, меѓутоа за свесноста кај граѓаните и за инпутот на останатите институции кои што би требало да ги фатат сторителите и да ги санкционираат, тука веќе јас морам да повикам од една страна нели на граѓаните да не ги уништуваат овие јавни добра кои што ги имаме, а од друга страна на институциите како Министерството за внатрешни работи да постапуваат во најден можен рок, да може да се најдат сторителите на овие дела и сите да бидат санкционирани. МВР пак со месеци информира дека никој не пријавил за исчезнувањето на таблите, ниту за штитот на македонскиот крал Александар I Филхелен, ниту за бронзената табла на палатата Александар Македонски, која го красеше Археолошкиот музеј на Македонија. Статуите сведочат за историјата на Македонија, но попусто, оставени се сами на себе и ги јаде забод на времето. Освен кеот и во градскиот парк мистериозно исчезнуваат бисти. МВР се уште трага по краците на украдените бисти на народните херои. Таму повеќе ги нема Коле Неделковски, Орце Николов, Никола Вапцаров, а во меѓувреме исчезна и бистата на Цветан Димов.